Здраво и добре дојдовте на Анахата Йога. Јас сум Ана Симоновска, повеќе годишен йога практикант и сертифициран йога учител. Во оваа прилика би сакала да зборувам за помагалата кои што можеме да ги користиме во нашата йога практика. Йога помагалата можат да ги направат положбите попристапни, попријатни, постабилни, да го намалат интензитетот и да ни овозможат да се опуштиме во одредена положба. Од друга страна пак има помагала кои што ќе ни помогнат да ја продлабочиме положбата или да го зголемиме незиниот интензитет. Йога помагала може да бидат најобични секојдневни предмети како што е столче, кебе, ремен, ѕид. Постојат и други релативно поспецијализирани помагала како што се йога блокчето, болстерот, специјализирано йога столче и други помагала кои што ни овозможуваат да ги продлабочиме и да го зголемиме интензитетот во нашите положби. Преку неколку класични йога положби ќе се обидам да ви го доловам начинот како се користат овие йога помагала. Со ова морам да напоменам, не се исцрпува сите начини за нивната употреба. Генерално гледано, кога сме во седечка положба, убаво е карлицата да ја подигнеме малку од подот. Тоа можеме да го постигнеме со кебенце или, доколку ни треба повеќе висина, со блокче. Кога седам во медитативна положба, јас сакам да употребам блокче под задникот. Со тоа сум сигурна дека за подолго временски период мојата положба ќе биде стабилна и удобна. При изведба на Джану Ширшасана постојат неколку начини за употреба на йога помагала. Бидејќи станува збор за сидечка положба, тука можеме да го употребиме кебенцето за подигнување на колковите. Така, ова би требало да ни помогне при наведнувањето нанапред. Би требало да го олесни тој процес. Во Джану Ширшасана едната нога ја виткаме и стапалото го ставаме од внатрешната страна на бутот. За некои практиканти нема да биде премногу пријатно коленото да биде едноставно пуштено да виси надолу, бидејќи можеби немаат природна отвореност на колковите во таа насока. Со цел да ја стабилизираме, олесниме и да ја направиме положбата попријатна за практикантот, можеме да понудиме поддршка со блокче. Така, и потоа можеме да се наведеме нанапред и да ја завземеме положбата. Меѓутоа, тука се наметнува еден друг проблем. Например, некои практиканти ќе имаат ограничени можности во однос на тоа колку ќе можат да се наведнат нанапред и нема да можат да го фатат стапалото. Тука на помош ни доаѓа йога ременот. Така, го опфаќаме стапалото, го држиме убаво со двете дланки, вдишуваме, грбот е исправен, долг и се наведнуваме нанапред. Не го компрометираме грбот, односно не дозволуваме тој да се заобли премногу, затоа и го користиме йога ременот. Сега ќе ви покажам како, користејќи едно од истите помагала, односно йога блокче, можете да ја продлабочите истата положба и да го зголемите незиниот интензитет. Значи, го виткаме коленото, стапалото оди од внатрешната страна на бутината. Сега го поставуваме блокчето зад стапалото и со исправен грб се навалуваме нанапред и наместо да го фатиме стапалото, го фаќаме блокчето. Во попасивните стилови на йога можеме да употребиме и болстер. Во овој случај си имам болстер од домашно производство. Внатре има свиткана гумена йога простирка, обвиткана со дебело кебе и сето тоа се држи заедно со помош на врвка.
го поставуваме болстерот паралелно со испружената нога и полека се навалуваме нанапред. Болстерот ни дава можност да се опуштиме во оваа положба при подолготрено држење на истата. Како што споменав во воведот, јога ременот го користиме за продолжување, така речено, на нашите раце. Една од положбите во која што можеме да го искористиме ременот е гомокасана. Во оваа положба едната рака оди нагоре, се витка во лактот, а дланката ја поставуваме помеѓу двете плешки. Другата рака ја ротираме внатрешно и се обидуваме да ги споиме двете дланки, односно да ги испреплетеме прстите. Како што веќе погодувате, тоа нема да биде достапно за сите практиканти и затоа е тука јога ременот да ни помогне. Рацете ги поставуваме на истиот начин, наместо да се спојат дланките, го офаќаме цврсто ременот и ја држиме положбата како што би ја држале и да можеа дланките да се спојат. Утита Пашваконасана, една од класичните јога положби, можеме да ја поддржиме на неколку начини. Еден од тие начини е со блокче. Блокче под нашата дланка со што го приближуваме подот кон нас. Ја завземаме положбата и наместо дланката да ја поставиме на под, што нема да биде во рамките на можностите на сите практиканти, дланката ја поставуваме на блокче. Блокчето е во висока положба, средна или ниска положба, зависно од нашите потреби. Дланката ја поставуваме на блокчето и ја завземаме положбата како што би ја завземале и да можевме да ја спуштиме дланката на подот. Друг начин на кој што би можеле да ја поддржиме оваа положба е со помош на столче. Се поставуваме на овој начин. Значи, поголемиот дел од тежината ја поддржува столчето и сега можеме да ја завземеме положбата без премногу напор. Столчето е многу убаво помагало и во одредени стилови игра огромна улога. Би ви советувала да истражите малку и да видите како столчето може да ви помогне, да ви ја олесни и подобри вашата јога практика. Во положбата Уткатасана ќе ви покажам како блокчето можеме да го користиме со цел да го задржиме вниманието во одреден дел од телото и да си помогнеме да ги активираме мускулите во тој дел на еден правилен начин. Например, блокчето го поставуваме помеѓу ботините. Самите ќе си одредите, зависно од тоа колку ви е широка карлицата, блокчето ќе биде во ова или во оваа положба. Она што е важно е да почувствувате активација во мускулите на ботините. Се спуштаме надолу, ги креваме рацете и се задржуваме во положбата. Тука можеме да додадеме и второ блокче помеѓу дланките. Значи, се останува исто во долниот дел од телото. Го држиме блокчето со дланките на овој начин. Го спуштаме задникот надолу. Активни мускули на нозете. Дланките притискаат во блокчето, со што се активираат и мускулите на рацете. На овој начин можеме да ги користиме јога помагалата за
една правилна активација на мускулите и нивно зајакнување. Помеѓу класичните йога положби се вбројува и супта падангуштасана. Се изведува на грб, класично практикантите треба со прстите од раката да ги фатат прстите од стапалото. Веќе погодувате, тоа нема да биде достапно за секој практикант. Тука повторно ќе го употребиме ременот за добивање должина во раката, што ќе ни овозможи да ја изведеме положбата на еден правилен и сигурен начин. Положбата Екапада Раџа Капотасана може да представува сериозен предизвик за голем број практиканти. Првиот предизвик е поврзан со колковите. Не сите практиканти ќе успеат да ги спуштат до подот и тоа ќе направи положбата во најмала рака непријатна. За да го спречиме тоа, поставуваме блокче, повторно добиваме висина, што за многу практиканти ќе направи оваа положба подостапна и попријатна. При изведба на Випарита Карани и Сето Бандасана можеме да употребиме блокче. Випарита Карани е превртена положба во која што нозете се кренати нагоре. Со блокче можеме да ја поддржиме на тој начин што го ставаме под карлицата, ги креваме нозете и остануваме во положбата некое време. Од тука можеме да ја завземеме положбата Сето Бандасана или мост со помош на блокче. Блокчето го поставуваме во положба што ќе одговара на нашите потреби. Нозете може да останат свиткани или да ги испружиме и да останеме во оваа положба некое време. Мацјасана е многу убава положба за отворање на градите и горниот дел од грбот. Со помош на блокчето можеме малку да ја интензивираме. Го поставуваме на овој начин, се трудиме да остане стабилно. При влегувањето на положбата се трудиме плешките да ги поставиме врз блокчето. Така, нозете во мојов случај ќе ги испружам, но вие можете да ги свиткате колената. Така. Рацете ги поставуваме зад главата и ги спуштаме надолу кон подот. Доколку немате проблеми со вратот, можете да ја спуштите главата надолу и да добиете едно убаво растегнување по целата предна линија на градниот кош, вклучувајќи го тука и вратот. По потреба ставаме блокче под главата, доколку таа екстензија во вратот е премногу за нас во овој момент. При совладувањето на превртените асани, односно инверзиите, како што се ширшасана, адо мука врхшасана, пинча мајорасана, односно стојна глава, стојна раце, стојна подлактици, ѕидот може да биде нашиот најдобар пријател. Тој може да ни ја даде потребната поддршка додека да стекнеме доволно сила и стабилност за изведување на овие положби. Се надевам дека ви се допадна оваа демонстрација. Мора да напоменам уште еднашка дека со ова дефинитивно не се исцрпуваат сите можности за употреба на йога помагала во нашата практика. Мојата цел беше да ве мотивирам самостојно да истражите и да го најдете најполезниот начин да ги имплементирате овие помагала во вашата йога практика.
За сите прашања ви стојам на располагање. Намасте.